На крајот на минатото лето само се навести, но како изминуваше есента стана јасно дека Европа се соочува со недостаток на ефтини енергенси. Цената на електричната енергија се зголеми неколкукратно, а Северна Македонија е дел од Европа. Сакам да ве информирам дека владата на денешната седница донесе одлука за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија во траење од 30 дена. Не помина долго за да се заклучи дека еден месец не е доволен. Му се предлага на Собранието на Република Северна Македонија да одобри продолжување на рокот за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електричната енергија во наредниве 6 месеци, односно до 9 јуни 2022 година. Ретки се граѓаните што ги интересира енергетиката се додека сметката за струја е горе-долу иста. Па ретко кој ја забележа изјавата на премиерот дека огромен дел од сметката за електрична енергија за секој дом всушност се плаќа од буџетот. Продолжуваме да субвенционираме дури 80% од висината на сметките за струја за домаќинствата. Како државата покрива 80% од сметката за струја, но и до кога буџетот може да си дозволи да ги плаќа сметките на граѓаните. До крајот на минатата година, цената на високата тарифа на електрична енергија за домаќинствата изнесуваше 6,69 денари за 1 киловат час. По стартот на енергетската криза, таа поскапе само еднаш пред нова година и тоа на 7,32 денари за 1 киловат час или за околу 9,5%. Во истиот временски период, цената на електричната енергија на слободниот пазар порасна неколкукратно. Например, просечната месечна цена за 1 мегават час на слободниот пазар во Грција лани во февруари била 50,37 евра, а во февруари годинава таа цена изнесувала 211,73 евра за 1 мегават час. Според пресметките на Регулаторната комисија за енергетика, ако земјава се водеше по моделот за снабдување со електрична енергија на домаќинствата како пред кризата, сметките ќе беа повисоки за речиси 3 пати. Сега ако просечната цена за домаќинствата е 5,4 денари, во тој случај домаќинствата би плаќале некаде околу 15 денари за киловат час, што е апсолутно неиздржливо, неоправдано. Домаќинство ако плаќало 2000 денари, да му кажете да почне да плаќа 5000 денари, и како е проблем. Па како беше можно струјата на слободниот пазар за една година да поскапи за 400%, а на сметка само 9,5%? Бислимовски прво ни објасни каде одат парите од секоја сметка за електрична енергија за домаќинствата. Најмногу 43,25% завршуваат кај електрани на Северна Македонија, најголем производител, а во моментов и увозник на електрична енергија за потребите на домаќинствата. Тоа е цената само за струјата. Потоа 40,65% од сметката одат на услугите потребни за произведената или купената електрична енергија да се пренесе и дистрибуира до домаќинствата. Третиот најголем трошок, кој е 10,32%, отпаѓа на маржата за универзалниот снабдувач, која е утврдена на тендер за период од 5 години. Каде одат парите од сметката за струја е важно, бидејќи сите домаќинства во земјава купуваат електрична енергија од Ева на Македонија, така наречен универзален снабдувач. Најголемиот производител на електрична енергија, во случајот електрани на Северна Македонија, е должен да покрие 60% од потребите на универзалниот снабдувач. Остатокот, во нормални околности, се купува од слободниот пазар и во мал процент од повластените производители, како малите хидроцентрали. Со поскапувањето на струјата на слободниот пазар, електрани на Северна Македонија, скратено ЕСАМА, презе доврска да обезбеди 100% од струјата за универзалниот снабдувач. Или ЕСАМА сега обезбедува 100% од струјата за домаќинствата, а за да има ниска сметка за струја за домаќинствата, ЕСАМА ја продава струјата на Ева на речиси по стара цена, иако ја набавува или произведува неколкукратно поскапо. ЕСАМА купува струја од Неготино за 200 евра да речеме, а ја продава за 41 евра. Значи таа разлика апсолутно ја покрива владата, бидејќи владата дава пари и за набавка на мазут, кој што е потребен за производство на електрична енергија во ТЕЦ Неготино. Исто така, дополнително ЕСАМА превзема обврска да откупува електрична енергија во февруари, во март и последните 10 дена од јануари од ТЕТО. Значи, сето тоа се дополнителни трошоци и обврски на ЕСАМА
само со една цел да одржи стабилна цена за домаќинствата. Ако немало интервенција од државата, проценката на регулаторната комисија е дека само врз основа на ова, вкупниот трошок кој би паднал на товар на граѓаните е околу 260 милиони евра. Уште дополнителни 210 милиони евра пак би чинала втората најголема ставка во сметката, преносот и дистрибуцијата, која ги опфаќа и загубите на МЕПСО и електродистрибуција и други трошоци. Или потенцијалниот екстра трошок, ако се останеше по старо, ќе беше околу 470 милиони евра. Од двете опции, директно да се субвенционираат граѓаните или да се субвенционираат електрани на Северна Македонија, државата го одбра вториот модел. Мене ако ме прашате, јас не верувам дека било која влада и во наредниот период може да го издржува овој удар, да дава околу пола милиарда евра на годишно ниво за одржување на ценовна стабилност, бидејќи сите останати проекти во што ги има и државата и капитални инвестиции ќе бидат на сериозен удар. Така да во наредниот период треба да се наоѓаат соодветни начини. Најдобар начин за тоа да се реши е максимално ЕСМ да го зголеми своето домашно производство. За сега, кризата која потенцијално можеше да ги чини граѓаните 470 милиони евра, владата ја плати со 170 милиони евра, со кои ЕСМ ги активираше и ТЕЦ Неготино и РЕК Осломеј, купувајќи мазут и јаглен за нив, а го набавуваше и делот од струја што фалеше. Од ноември до денес, од државниот буџет, на сметката на ЕСМ се префрлени нешто над 10 милиарди денари или околу 171 милион евра. Директорот на ЕСМ во истиот настап кажа дека до крајот на годината ќе бидат потребни уште 100 милиони евра за да се покрие дупката. Веќе средствата за работењето на ЕСМ се обезбедени од страна на ЕБРД и тоа е донесено како одлука во владата. Доколку не се направеше субвенционирање. За тоа колку пари од буџетот ќе бидат потребни за сметките за струја да останат ниски, зборуваше и премиерот Димитар Ковачевски во гостувањето во 360 степени во петокот. Тој се држаше до бројките кои ги соопштија директорот на ЕСМ и министерот за економија, 170 милиони евра потрошени досега и уште 100 милиони за до крајот на годината. А загубите во дистрибуција, И загубите на исто МЕПСО? така влегуваат. И загубите, не само загубите на МЕПСО, загубите се во кај дистрибутерот на малите потрошувачи, на резиденцијалните потрошувачи и на компаниите. Во 170 милиони влегува и загубите. И загубата влегува, точно. Значи, сето тоа овозможи да немаме ценовен шок за граѓаните. Премиерот тврди дека сите овие трошоци веќе биле планирани и дека нема да го зголемат планираниот буџетски дефицит. Сепак владата не може вака на долг рок, говорат две најавени мерки. Едната е дека на домаќинствата ќе им се дозволи да произведуваат електрична енергија од фотоволтаици до 6 киловати, наместо до сегашните 4. Кај компаниите, границата се крева од 20 на 40 киловати, но со услов да извадат и лиценца. Во исто време, ќе се воведат 3 тарифи за електрична енергија за домаќинствата. Оние што трошат просечно да плаќаат и малку поевтино, но тие што трошат над просекот да плаќаат повеќе. При тоа, особено ќе водиме сметка за домаќинства кои што не по своја вина, во Скопје да речеме имаме организиран систем за дистрибуција на топлинска енергија, и тамо нема да биде толку голем ударот. Но во другите градови, во делови од Скопје, во згради каде што живеат домаќинствата, и во куќи користат електрична енергија за грејење. Вие на некој во Велес, во Битол или во Прилеп не можете да му кажете во згради што живеат, ај грејте се на нешто друго. Струјата им е единствена опција и ќе водиме сметка за вториот блок и тоа да не предизвика било каков сериозен ценовен шок врз овие категории на домаќинства. Додека се бара најдобриот начин за функционирање на блок тарифите, регулаторот дошол до фрапантен податок. 17 домаќинства трошеле 10% од вкупните потреби на сите домаќинства во земјава. Или, ако годишно се потребни 3 милиарди киловат часа, тие 17 домаќинства користеле 330 милиони за една година. За таквите и слични случаи, цената ќе биде драстично повисока со цел да бидат принудени да инвестираат во фотоволтаици.